Благодарам, почитувам председателя, почитувани колеги, почитувам заменик министер, почитувана колешке Георгиева. Не очекував денеска да имате ваква митингашка реторика, но бидејќи сте близок соработник на Зоран Заев, очигледно дека ги имате информациите од прва рака и се надевам на вистина и ќе се радуваме сите ние дека ова што го кажувате е вистина и дека на 11 октомври конечно СДСМ ќе најде храброст да излезе на 11 декември, се извинувам, ќе најде храброст да се соочи со народот. Почитувана колешке Георгиева. Фотографиите кои што ги извадивте за реновирање на студентските домови се од ваше време. Во ваше време така изгледа. Еве ги сега како изгледаат студентските домови реновирани од оваа влада и ова најдобро го знаат студентите кои што живеат и престојуваат таму во новите реновирани објекти. Од едно позитивно законско решение се обидувате да спинувате нешто што воопшто не е така. Значи, оваа влада планира да вработи 100 најдобри студенти кои што завршиле на 5 најдобро рангирани универзитети во Република Македонија. И тука нема ништо спорно. На комисијата рековте дека ќе го поддржите ова законско решение. Би сакала во контрарепликата да кажете на нас, а и на македонската јавност, дали ќе гласате, дали ова позитивно законско решение или не. Или не сакате да се вработат тие 100 најдобри студенти во Република Македонија. Господјо Георгиева, велите дека ќе победите во наследните избори и дека имате програма. Ме интересира дали во таа програма, бидејќи доаѓате од Радовиш и доаѓате од Источна Македонија, доаѓам и јас од Источна Македонија, дали како платформа и како програма која што деновиве упорно ја нуди вашиот лидер за двојазичност во Република Македонија, која што е една опасна теза и која што е една голема и опасна игра, дали вие, ме интересира сега во контрарепликата да кажете, дали вие го поддржувате тоа и дали во Радовиш, во мојот град во Свети Николе, во Виница, во Пехчево, во Берово, во Прилеп, од каде што и потекне таа иницијатива, ја поддржувате и мислите дека македонскиот народ ќе ја поддржи таа идеја на Зоран Заев. Се надевам дека во контрарепликата ќе ми одговорите.